Почитувани, најзначајната ставка во предлог буџетот за 2025 се капиталните расходи кои се учествуваат околу 5% во БДП на годишно ниво представуваат клучен елемент на јавните финансии со силна развојна компонента и се планирани на ниво од околу 50,5 милиарди денари со учество од 12,6% во структурата на приходите. На расходите. Тоа создава предуслов за нов циклус на економски раст, обезбедување значително ниво на јавни инвестиции, кои што се основа за подобрување на економските перспективи, како и подобар живот на граѓаните. Покрај високото ниво на капитални инвестиции од буџетски средства, значително средствата за реализација на проекти се обезбедени со заеми од меѓународни финансиски институции и билатерални кредитори. Дополнително со предлог буџетот предвидено е продолжување на финансиската поддршка и соработка на владата со општините, која ќе биде насочена кон континуирано инвестирање на средства од централниот буџет за капитални инфраструктурни проекти во општините. Имено со планираните средства се овозможува значајни инвестициски вложувања во областа на патна инфраструктура, каде има забрзување на динамиката на реализација на дел од коридор 8 и 10Д, патниот правец Кичево-Охрид. Во железничката инфраструктура ќе се работи на изградба на заедничкиот граничен премин на Табановце, проекти од комуналната инфраструктура и управување со отпад, енергетска ефикасност во јавниот сектор, особено важни за заштита на животната средина и намалување на загадувањето на воздухот, рехабилитација и надградба на канализацијска мрежа и изградба на пречистителни станици во Кичево, Битола и Тетово, како и воспоставување на регионален систем за управување со отпад и затворање депонии во источниот и североисточниот регион. Инвестиции во ТИР со цел отварање нови и проширување на постојните капацитети. Планирани се средства за подобрување на условите во здравствените установи и набавка на медицинска опрема. Инвестиции во образованието, детска заштита и спортот, со кои ќе се врши изградба и реконструкција на основни и средни училишта, детски градинки, изградба на училишни и спортски сали, реконструкција на ученички и студентски домови, опремување и реконструкција на универзитетите и инвестиции во спортска инфраструктура. Веќе се работи на реконструкција на студентските домови, оние кои што беа заглавени од претходната влада. Ќе продолжиме и со изградба на физкултурни сали во основните училишта. Проектот за унапредување на социјални услуги, инвестиции во земјоделството за подобрување на конкурентноста и негова модернизација и слично. Проектите во енергетиката се исто така значајни и се дел од приоритетите во предлог буџетот за 2025. Предвидена е изградба на магистрални гасоводни делници Гостивар Кичево и делница Свети Николе Велес, како и изградба на интерконективен гасовод со Грција. Проекти кои се реализираат преку АДМС, ЕСМ и МЕПСО за зелена транзиција, зголемување на домашното производство, како и конкурентноста на домашните компании. Почитувани, на крајот од представување на предлог буџетот за 2025 година, сакам да се осврнам на финансирање на дефицитот, кој е во износ од 41 милиарда денари, како и отплата на долгот кој во наредната година е во износ од 66,2 милиарди денари. Отплатата на главницата на надворешниот долг во износ од 49,3 милиарди денари ја вклучува издадената еврообврзница во 2018 година во износ од 30,7 милиони денари, обврзница во износ од 7,7 милиарди денари, отплата кон ММФ во износ од 2,6 милиарди денари, кон ЦБ во износ од 3,5 милиарди денари, ЕБОР 2,1 милиарда денари, ИДА 0,9 милиарди денари, ЦЕП 0,6 милиарди денари, ЕИБ 0,7 милиарди денари и остатокот од 0,5 милиарди денари кон други билатерални кредитори, ИФА, КАЕВ, Јапонска агенција за меѓународна соработка и други. Отплатата на главнината по основ на домашен долг е во вкупен износ од 16,9 милиарди денари и се однесува на отплата на 2, 3, 5 и 10 годишни државни обврзници и отплата на структурните обврзници. Домашно задолжување е планирано на ниво од 53,8 милиарди денари, а ќе се обезбеди преку задолжување со државни хартии од вредност или домашен заем. Со задолжување на домашниот пазар ќе се обезбеди финансирање под поволни услови, користејќи ги по поволните каматни стапки.
Задолжувањето во странство ќе се реализира преку повлекување на средства од втората транша од заем од Европската Унија за макрофинансиска поддршка во износ од 50 милиони евра, билатерален заем во износ од 500 милиони евра, како и преку повлекување средства од други кредитни линии од странски финансиски институции наменети за финансирање на одделни проекти или буџетски дефицит. При тоа изворот за финансирање ќе се темели на поволните тековни состојби на меѓународните пазари на капитал. Износот на државниот долг на Република Македонија на 30.9.2024 е 49,3% од БДП, а на јавниот долг 56,9% од БДП. Согласно последните проекции на Министерството за финансии, државниот долг на крајот на 2024 ќе изнесува 53,7%, а јавниот долг се очекува да биде на ниво од 62,7%. Почитувани, ова е прв буџет кој што го предлагам како министер за финансии, прв буџет на оваа влада. Зад бројките стои нов концепт, бројки кои покажуваат борба со сива економија, борба со криминал, бројки кои ќе донесат повистоки стапки на економски раст и одржливост на долг рок. Фискалната политика за 2025 е во функција на тамошна консолидација, реструктурирање и оптимизирање на јавните приходи и расходи со намалување на нивото на буџетски дефицит и јавниот долг, како и поттикнување на економската активност преку реализирани инфраструктурни расходи. Очекуваните резултати се во остварување на повисоки стапки на економски раст, повисоки плати, подобар стандард за пензионерите, подобри услови за живот преку реализација на општински проекти и инфраструктурни проекти, а сето тоа ќе биде поттикнато од спроведување на реформи со поддршка на планот за раст на Западен Балкан. Во наредните 10 дена е отворена можноста да развиеме конструктивна дискусија по овој најзначаен документ за економските политики и можност за вградување нови идеи кои се од интерес на државата и граѓаните. Ви благодарам.